Здраво фелографери, здраво ютубери, здраво инстаграмджи. Да, инстаграмджи, добро слушнавте. Ова епизода е за вас. За да разберете зошто, останете до крај и не заборавајте subscribe. Пред да продолжам, сакам да ви се пофалам. Од оваа епизода Фелографи има спонсор. Прв кој што собра храброст да се рекламира на Фелографи подкаст е travel и food блогер, инстаграм инфлуенсер Vegan Viki, која што стои зад брендот Viki Organics. Viki Organics е омилен бренд на љубителите на природата и на чистата еколошка храна. Во својата палитра на производи нуди природни планински чаеви набрани од недопрената природа на Малешевските планини. Преку овие чаеви може да ги искусите најчистите вкусови кои што природата ги создала, а во исто време да го подобрите својот имунитет. Исто така, Vikis Organics има и органски ајвар, направен по стара домашна рецепта, како и домашен сос од органски домати, брани лично од Viki од домашната градина. За сите кои го следите овој подкаст, може да го искористите кодот FELOGRAFI10 и да добиете 10% попуст. Се што треба да направите е да ја заследите Vegan Viki и Vikis Organics на Инстаграм и да стиснете subscribe на мојот YouTube канал. Уживајте во органската храна на Vikis Organics. Во денешната епизода на Фелографи ќе зборувам за travel фотографи, ќе ви кажам некои важни совети како да направите прекрасни фотографии додека сте на екскурзија или на одмор и да постигнете вау ефект кај вашите следачи на Инстаграм. Број 1. Избегнете ја толпата. Без разлика дали се работи за познатиот Колосеум во Рим или прекрасната Ла Саграда Фамилија во Барселона, сликите на иконите, безвременските знаменитости или впечатливите структури можат да изгледаат особено привлечни кога се ослободени од вообичаената гужва. Ова значи да се потрудите да стигнете таму рано наутро или доцна навечер и со дополнителна придобивка од романтичното осветлување што го дава сонцето во тие часови, дополнително ја зголемува естетиката. Не само што ќе добиете шанса да доловите помирно расположение, туку ќе ви биде овозможено повеќе време и простор за играње со кадрирање и перспективи. А ако имате луѓе околу вас, тоа секако е плюс бидејќи нивните пози и изрази на лицето и даваат дополнителен шмек на фотографијата. Така да се исплати да експериментирате, без разлика во каква ситуација се наоѓате. Број 2. Поврзете се. Travel фотографи може да дојде во многу различни форми, од улична, архитектонска и пејзажна до ликовна уметност и портрети. И сите тие бараат дополнителни вештини за да се создаде нешто посебно. Кога станува збор за портрет, интимноста со темата бара голема доверба од сите страни. Од најголема важност е да внимавате на луѓето кои ви нудат поглед во нивните животи и нивната хуманост. Почитувајте го просторот и културата во која сте добредојдени и вашето трпение и разбирање ќе се исплати. Честопати, важните моменти не се во акцијата, туку во смиреност. А добро изработен портрет, каде што сите страни се чувствуваат удобно, веднаш ќе им се допадне на вашите следачи. Одвојте време да се поврзете со вашиот херој, за да знаете кои се тие и да најдете начин најдобро да ја раскажете нивната приказна. Број 3. Барајте симетрија. Секоја дестинација може да се пофали со својот визуелен идентитет, без разлика дали се работи за архитектура или природен пејзаж. Создавањето привлечни слики околу ова е само прашање на пракса. Искористете ги чистите линии и симетричните предмети и форми за да создадете уметничко чувство. Ако нешто ви привлече око, одете неколку чекори наназад и погледнете што има пред него. Може да има нешто друго што треба да се вклучи, без разлика дали е тоа столбот на портата или стеблото на дрвот. Ако сакате и вие да бидете во сликата, проучете ја добро сцената и одлучите, најдете најдобро место пред да ги поставите стативот и тајмерот. Број 4. Фокусирајте се на местото. Патувачката фотографија често е за снимање на новото и неочекуваното, но тоа не значи дека треба само брзо да го фотографирате она што поминува пред вашиот објектив. Одвојувањето време да се запознаете со она што е околу вас може да доведе до некои уникатни слики.
Фокусирањето на еден предмет, личност или ситуација може да ги направи вашите фотографии посилни и прохрабри. Експериментирајте со кадарот и проучете ја вашата околина. Планирајте ја вашата слика и почекајте неколку моменти за да видите дали сцената се менува или некој интересен предмет или човек влегува во кадарот. Број 5. Сликање со мобилен. Инвестирање во добар фотоапарат може да биде корисно за вас, но тоа дефинитивно не е единствениот пат до прекрасна фотографија. Технологијата на паметните телефони напредна толку брзо што туристите сега во суштина држат цел фотоапарат и видеокамера во нивните џебови. Сликање со мобилен телефон може да биде интересен инструмент за создавање на прекрасна фотографија. Поновите телефони овозможуваат оптичко зумирање без губење на квалитет на фотографијата, но исто така нудат и широкоаголни камери со кои можете да креирате прекрасни пейзажни фотографии. Мобилните телефони имаат вградена опција за сликање, така наречена панорама. Па ако сте доволно креативни, може да си поиграте со овие бенефити на вашиот мобилен телефон и да ги фасцинирате вашите следачи на Инстаграм. Исто така, може да ја кропнете вашата фотографија со aspect ratio специјално за Instagram Post или Instagram Reels. Апликации како Lightroom Mobile, Photoshop Mobile, CapCut и VN овозможуваат да ги обработувате вашите фотографии и видеа во движење. Ако сакате да направам посебно видео за мобил фотографи, пишете ми коментар под видеото и не заборавајте subscribe. Број 6. Искористете го моментот. Една од најголемите радости на травел фотографијата е да не знаете што да очекувате. Па затоа бидете подготвени да го снимате тој харизматичен уличен продавач на бургери или зракот со сончева светлина што паѓа зад зградата веднаш штом ќе го видите. Секогаш имајте го вашиот фотоапарат при рака, бидејќи ако треба да го барате во ранец или во ташна, големи се шансите дека ќе го испуштите моментот. Број 7. Формат на сликање. Инстаграм е свет сам за себе и може да биде корисна алатка кога станува збор за пребарување и споделување инспиративна содржина. Повеќето социјални мрежи следат одредени естетски правила, како создавање вертикални слики со сооднос од 4:5 за пост или 9:16 за Reels. Избирање кохесивна тема, начин на едитирање и обезбедување најдобар квалитет на секоја фотографија ќе ви помогне да се истакнете на Instagram feed. Земете инспирација од други инстаграмџи, поставувајте им прашања за нивната работа и зачувувајте ги кадрите и видеата кои навистина ви се допаѓаат. Народски кажано, крадете идеи. Број 8. Истражувајте. Прекрасно е да се изгубите додека патувате, особено кога имате камера во рак. Прекомерното планирање може да ја убие радоста на патувањето, но одвојувањето време да барате посебни локации за фотографирање може навистина да го подобри вашето искуство. Вградените геоознаки на Инстаграм се совршен начин за пребарување на она што е околу вас, па дури и може да ви покажат какви фотографии направиле другите луѓе додека се таму. Користењето на апликациите за временска прогноза исто така ќе ви помогнат да го планирате најдобро осветлувањето, земајќи ги предвид времето на изгреј сонце и зајди сонце. Додека информациите за пристап за потешко достапни места можат да се најдат со малку сурфање на Инстаграм. Затоа, истражувајте. И не заборавајте, subscribe, лайк и шер на видеото. Број 9. Користете ја светлината. Моментите веднаш по изгреј сонцето и непосредно пред зајди сонце, познати како златен час, се одлични за топло, меко и рамномерно осветлување и можат да бидат совршени за пейзажи и портрети. Сепак, може би не сте секогаш во можност да ги постигнете тие тајминг ознаки, па затоа треба да можете да го прилагодите вашиот стил според вашата околина. Тешката сончева светлина може да биде кошмар за справување, но исто така може да создаде неверојатни сурови сенки, особено добре дојдени за црно-белите фотографии со архитектонски форми кои што изгледаат феноменално. Користете Aperture Priority Mode на вашата камера. Со оваа функција го контролирате отворот на блендата
и со пошироко отворена бленда ќе го добиете тој боке ефект кој што и дава посебен шмек на фотографијата. Број 10. Променете ја вашата гледна точка. Кога правите слики од патување, секогаш е добро да се предизвикувате себе си, да ја смените вашата перспектива, особено ако фотографирате нешто што било снимено безброј пати од други фотографии или други инстаграмџии. Спуштањето ниско или сликање од повисоко може да му даде сосема друг вид на вашиот објект. Користењето на дијагонални и водечки линии, фотографирање низ прозорец, свод или врата и движење многу блиско до објектот кој што го сликате се начини да го промените вашиот поглед за драматичен ефект. Движете се наоколу и пробајте различни работи и предизвикувајте се да покажувате добро познати места на нов и интересен начин.